Општина Струмица ги повика граѓанските организации да понудат кои социјални услуги би можеле да ги развијат, зашто би добиле поддршка од Министерството за труд и социјална политика. На денешниот состанок со представници од граѓанскиот сектор кој делува во социјалната сфера, се разговараше за потенцијалите кои што ги нуди овој проект на Министерството. Намерата ни е на сите да бидеме вклучени. Намерата ни е во еден инклузивен процес заеднички да придонесеме за еден поквалитетен амбиент по кој што сите ќе се чувствуваме среќни и задоволни. Во овој контекст конкретно сега за оваа средба, покрај она што ќе го зборуваме или ќе го дискутираме во однос на потребите на граѓаните, имајќи во предвид дека вие сите сте различни организации кои што делувате токму во социјалната сфера, но согласно вашите програмски определби офаќате посебни целни групи, односно таргетирате посебни целни групи, особено ранливи категории на граѓани, на кои што во моментот им се многу потребни такви активности. Ќе се обидеме да од ваша страна, како фидбек, ги добиеме клучните потреби на секоја посебна целна група, за да можеме заеднички да направиме приоритизација на таквите потреби. Ќе зборуваме за вашите капацитети како организации и како менеджмент на тие организации во однос на вашите расположиви капацитети да менаџирате и да ваквите сервисни услуги бидат испорачани до крајните корисници на едно многу високо ниво. Вкупно 10,8 милиони евра од Министерството за труд и социјална политика се ставени на располагање на општините за развој на социјални услуги на локално ниво за следните 5 години. Министерството ги повика општините да пројават интерес и да аплицираат за грантови наменети за непосредна социјална услуга, помош на индивидуа или семејство, домашна нега, лична асистенција, дневна нега, привремена грижа, мали групни домови, дневни центри и услуги за живење со поддршка и други иновативни услуги во заедницата. Денеска, сме тука заради активностите кои што се спроведуваат во рамките на објавениот јавен повик од Министерството за труд и социјална политика, во кој што до сите општини во државата има испратено официјални дописи за изразување на интерес за реализација на проектот за подобрување на социјалните услуги, кој што ќе биде финансиран со средства од заем на Светска банка. Тоа се финансиски средства кои што ќе бидат искористени за развивање на сервисни услуги во општините во рамките на овој проект. Ние како заинтересирана општина имаме намера да со писмо за интерес поднесеме соодветна првична апликација во која што мораме да наведеме со кои сервисни услуги, односно приоритизирани сервисни услуги ќе биде нашиот фокус. Општина Струмица вели дека треба да се поттикнат организациите да го дадат својот придонес во креирање на целокупната стратегија, со цел мапирање на потребите на граѓаните од оваа општина и правилно насочување на капацитетите на општината и на граѓанските организации.